Проектот Безбеден град го смири сообраќајот, оценува Републичкиот совет за безбедност на патиштата. Бројот на прекршоци е намален. Вчера во Скопје, Куманово и Тетово се регистрирани околу 650 прекршоци. Најголем е дел за надминување на брзината. Изречени се 58 забрани за управување со возила. 651 прекршок регистрирала камерата на Безбеден град на вториот ден од почетокот на казнувањето преку новиот систем. 585 возачи не ја почитувале брзината, 50 поминале на црвено, 16 возила биле нерегистрирани. Изречени се 58 забрани за управување со моторно возило. Секако е побезбедно, повнимателни се возачите, иако е побавно возењето, меѓутоа е побезбедно. Само да се пази сообраќајот, има знаци, треба да се пропуштаат пешаци, треба да се пази на сигнализација и тоа е тоа. Супер е, вака треба. Порано многу често на Партизанска живеам Карпар 4, многу имаше сообраќајки, многу често и брзи и непријатно се чувствував. А сега го бендисувам и го поддржувам проектот. Супер е, сегде да го воведе, не само овде. Значително е подобрена состојбата во сообраќајот, оценува Републичкиот совет за безбедност на патиштата. Оттаму вела дека е потребно да се изгради сообраќајна култура, толеранција, да се почитува првенството на минување. Мора да се работи и на едукација и на системските решенија, велат од советот. Тоа зборуваат и бројките, ако 24-25 во периодот од 2 месеца декември и јануари имало 11 загинати лица на територија на СВР Скопје, оваа година, односно во декември 25 и јануари 26 бележиме само 4 лица, што е значително намалување. Паѓа и бројот на прекршоци, секако паѓа и бројот на повредени лица, 288 регистрираме, наспроти претходните околу 400 лица кои биле повредени во сообраќајни несреќи. Тоа се одлични бројки, мора да работиме и на малку на едукацијата и на останатите учесници во сообраќајот. Имаме многу пешаци кои преминуваат на неодбележени пешачки премини, некогаш и не се почитува она правило дека на пешачки премин треба прво да се провери дали може да се помине, да се погледне, а потоа да се впуштите бидејќи го воведувате во ризик и својот живот и животот на лицата во возилата. Институциите се координираат и за воведување на така наречениот зелен бран за побрз протокол на возилата. 178 км на час е максималната брзина која ја забележале камерите на Safe City вториот ден од кога стапи на сила новиот закон.